Дали на новороденчињата и на малите деца им е подеднакво ладно како и на возрастните, е една од најчестите дилеми кај младите мајки во овој период од годината. Педиатрите се децидни, бебињата особено во првите неколку месеци немаат развиен центар за терморегулација, па адаптацијата треба да започне од дома. Многу е битно да сите родители внимаваат колкава е температурата прво во просторот, во собата кај што престојува едно дојанче. Би рекла најоптимална температура е 22 до 23 степени. Они читаат литература, знаете, различна литература, таму плюс минус 1 степен се додава или се одзема, меѓутоа оптимално педиатрите велиме 22 до 23 степени е температура за едно дојанче, за едно новороденче да си се адаптира на внатрешната средина. Тоа по дефолт би значило дека може да се облече со едно боди, да се облече плюс уште една шпилхозна. Ако е со оној продолжен дел не мора чорапчиња, ако е скратена долена или на глуждовите може и чорапчиња се става. Во внатрешниот простор не мора капче да се става кај децата, затоа што топлината они најмногу ја вадат низ вратчето, низ главата. Просто 25% од топлината, да речам, излегува низ главчето. Не смеа, значи, во внатрешен простор, ако е таа температура на соба, да носат и капа. Зошто? Мислам, нема потреба. Коментираме такви работи затоа што кога е незрел нивниот центар за терморегулација, верувајте, се доведуваме во ситуација да или во наводници измрзне бебето, или се прегре. Меѓутоа, јас толку години работам како педијатар, измрзнато бебе во Македонија немам виден. И тоа јавно ќе го кажам. Меѓутоа, прегреани бебиња гледам секој ден. Педиатрите укажуваат дека прегревањето на бебето поради многу облека кое води до дехидратација и тоа како може да биде штетно за самиот мозок на новороденчето. Прегревањето на едно мало дете, по закони на физика, тоа е мало тело, меѓутоа огромна површина. Од таа површина на телото детско ќе излезе многу вода, ќе излезе многу сол, ќе излезе, значи, соли. Ако го прегреем едно бебе, тоа, верувајте, не знае да каже оти јас сум жедно, ми се пие вода, тоа не знае да каже мене ми е жешко, соблечете ме. Таквото дете ќе биде неволно, ќе биде раздразливо, плачливо или обратно, ќе имаме едно тивко бебе, поспано, со немање на апетит, нерасположено. Мајките сами ќе приметат и велат, па нашето дете не мокри со саати. Тоа е за нас педиатрите голем аларм. Не мочањето со часови. Значи сме го довеле детето во дехидратација. Сме имале случаи, многу години наназад ќе искоментирам, да сме гледале деца со хипонатремиска дехидратација. Тоа е дете што е дехидрирано, а нити повраќало, нити имало пролив за мислите, нити имало висока температура. Грешката е направиле родителите или бабите и дедовците, оти многу било преоблечено. Значи губело вода, губело соли, тоа е она невидливо испарување, да знаат сите, ти кај бебињата од порите, бега водата, бегаат солите и апелирам, значи, да не се прават такви грешки. Оти вие ако добивате таква дехидратација, големи се оштетувањата на мозочето. Значи, ќе имаме проблем. Прошетките на новороденчињата на отворено на дневно ниво се скоро задолжителни, сметаат педиатрите. Доенчето треба да се облекува слоевито, исто колку и мајката. Мајката што дои, морам да спомнам, да знаат сите, таа е жена која што има телесна температура за пола степен до 1 степен повисок од сите нас останалите. Што значи не е за во наводници, а стално жешко, верувајте. И ако престоева во соба, што има 25-26 степени, таа жена ќе биде жива вода. Значи, како се облекува една мајка доилка, така треба да си го облекува и своето дете. Ако е она само на долна мајица и на блузичка, така ќе го облечи и бебето. Со боди и со шпилхозна, тенка, памушна, за да не се случи ова невидливо испарување од телото на детето. Ако излезе надвор и нејзи треба палтенце или сако, исто и на детето што го спрема за надвор, ќе му стави само уште едно, да речам, палтенце, блузиче и ќе го изнесе надвор. На овие сегашни температури што дневни ги имаме, гледате 10, 11, 12 степени, нема потреба скафандери, нема потреба кебиња, нема потреба шалови, капи, затоа што тие додатни парчења од облеката ние ќе ги советуваме на 0 степени или на температура под 0. Значи на ваква температура
Ништо особено не треба, освен да гледаме како мајката се облекува што дои, така ќе се го облече и своето бебенце. Светската пракса покажува дека новороденчињата треба да се носат на прошетка и пред да наполнат 40 дена, но кај нас тоа се коси со традицијата, вели педијатар Атанасова, ставајќи акцент дека тоа не значи и добро за самото дете.